4 причини ние наведовме, по кои што го спориме. Уставен суд на подготвителна седница утре ќе разглаба 2 од причините. Едно е правно прашање на судијата известител, не му е јасно дали е можен попис во време на прогласена кризна состојба. Нашиот став е дека не е можен и ни образлагаме, бидејќи кризниот менеджмент е регулиран со 3 лек специјалис кај нас и во никој од тие не е возможно тоа да се направи. Таа кризна состојба траеше до 30 јуни сега, но собранието ја продолжи до 31 декември. Тоа значи дека де јуре до нова година е невозможно правно зборувам, не фактички и леджиски, туку правно. И второто правно прашање, кое ќе го разглаба утре Уставниот суд на подготвителна седница, е дали се следени меѓународните договори, и тука е интересното, бидејќи не се следени. Значи, тие само ги наведоа за да го спротнат со европско знаменце, што е класична шверцерска злоупотреба, ако остане овој закон, оваа методологија, бидејќи во моментов нема никакви разговори или преговори за незино менување, ќе се вратите на повикот за бојкот на пописот во септември? Па ќе видиме, бидејќи видите кваката што е, има повеќе кваки тука, меѓутоа кваката е тоа што секаде во светот и според препораките на Евростат и на Обединети нации, законските дефиниции, значи дефинициите што е вкупно население, што е вкупно попишано, што е жителство и таквите дефиниции, и методологијата секаде е законска материја. Секаде, буквално земете Бугарија, ќе правеше попис Германија, Шкотска, Ирска, во законот си стои. Така беше и кај нас. До сега, доека овие не го измислија да биде подзаконска материја. И сега овој апостол од Државен завод за статистика, на кој што овој другиот му има право на вето, што е непознат феномен, значи како конзулите во Рим, ако не му одговара нешто со бројките, овој ќе му стави вето и џаве сме правеле попис. Тој апостол го носи методологијата и законските дефиниции. И сега, бидејќи собранието е заобиколено, тогаш ние оставаме простор еве до септември да ги поправат дефинициите, бидејќи апостол го носи, знаете. Апостол е главниот овдека, он е од Господ испратен како апостол и чекаме апостол да ги смени методологиите, во спротивно ќе видиме, можно е да повикаме повторно на организирана кампања за бојкот, бидејќи овој е непостоечки пример на попис. Кампања ќе ја продолжите, ќе ја споите со кампањата за локалните избори. Најдобро, според мене, најдобро е утре да го поништи Уставниот суд, да го поништи законот за попис, тоа е најдобро.